Добар ден, криптоентузијасти, како што знаете и сами, веднаш после вчерашниот макроекономија и крипто лайвстрим, кој што беше доста долг, но доста интересен, благо препорачуваме да го погледнете. Имаше доста интересни информации, разговаравме за практично се што е поврзано со макроекономијата, почнувајќи од моменталната монетарна политика на Мурика и пречките кои што се јасни за Джером Пауел и понатаму да продолжи со намалување на каматните стапки, преку The Big Beautiful Bill на Трамп, како и тарифите. Значи, буквално поминавме преку се во овие 4 часа лайвстрим во вчерашниот ден. Да, знам дека е малку долг, но навистина има огромна количина на материјал, кој што верувам ќе ви помогне да имате многу појасна слика за техничката анализа која што денеска ќе ја правиме на генерално на пазарите. Значи, тоа е практично денешниот ден, со тоа што не забравяйте во остатокот на неделата, во сабота очекувате да имаме саботен, така речено, стандарден техничка анализа лайвстрим, каде што прво ќе направиме кратко прегледање на Бенџамин Коен во однос на неговото видео, последно видео за алткоин сезона, и во недела да имаме опции, каде што ова е третиот од, да речем, трите основни инструменти на традиционалните финансии кои што се занимаваат со, нели, така речено инвестирање, а тоа се обврзници, фьючерс и моментално опции. Така да тоа е оваа недела. Во текот на утрешниот ден имаме, како што ви кажав, таен проект на кој што мора да работиме. Значи, кај нас не постои одмор, кај нас не постојат сезони, ние работиме и понатаму за едукација на македонската нација. Така да следниот лайвстрим во сабота би бил доста интересен, ви препорачувам да не го пропуштате. А уште еднаш пред, нели, самиот почеток на денешното видео да потсетиме, наскоро ќе имаме и посебен тип на ваше пријавување за оваа конференција, офлайн митап, кој што го планираме во Минхен, во Ein Welthaus, каде што ќе ни бидат гости Bad Teacher Crypto и Александар, попознат како Радна Скела на нашиот канал. Двајцата доста искусни инвеститори, едниот е техничар, техничка анализа, другиот е се. Значи, едноставно, full rounded инвеститор. Со тоа што пак ќе напоменам, наскоро ќе има и начин како можете да се пријавите за овој настан. Истиот ќе биде на 6 септември. Пак, самото пријавување сега би ви препорачал да го направите на основната наша страна, на Криптогемиџија, не во финансиска полиција. И како што може да видите овде, значи ова е практично настанот на кој што би ви препорачал да се пријавите за да ги добивате сите нови информации околу настанот, организиран од нашиот канал Криптогемиџија со помош на Македонскиот културен центар Илинден он Минхен и нормално нашиот глумец Славков, кој што е огромна поддршка за овој настан. Така да, веќе 28 луѓе се пријавија, максимум може да бидат 100, затоа и рековме дека ќе направиме посебен систем на пријавување, каде што секој од вас ќе добие, така речено, виртуална карта, нормално дека ќе биде бесплатно, но мораме да се задржиме до бројот од 100 луѓе, така да наскоро очекувајте во ова. И како што веќе знаете и сами, се тоа е организирано од страна на финансиската помош која што добиваме преку нашата Криптогемиџија Патрон заедница. Тоа е своевидно форум во кој што луѓето на некој начин даваат некоја мала сума како чланарина, која што нас ни помага да можеме да го организираме каналот на уште повисоко ниво, со тоа што со вашата чланарина имате привилегии да бидете дел од нашите чатови. Како што гледате и сами, огромна количина на информации, целата заедница работи заедно со цел да се информираме и едуцираме едни со други. Дополнително овде ќе имате директни пораки до мене, кои што јас ги одговарам еднаш дневно, како и еднаш неделно, тоест еднаш месечно имаме лайвстрим на Microsoft Teams, кој што е исклучиво наменет за нашата Патрон заедница, така да би ви препорачал да се приклучите, значи многу едноставно, patreon.com, или пак може истиот линк да го најдете во дескрипција на било кој од нашите видео, овдека е линкот до нашата Патрон заедница, каде што 7 дена бесплатно може да видите како е да се биде дел од нашата заедница и потоа да одлучите дали дополнително би сакале да останете да бидете дел од истата. Дополнително за оние кои што имаат проблем, потенцијално да ги уплатат овие средства за чланарина, тоа може да го направат со следење на инструкциите на овој слайд, каде што може тоа да го направат во крипто на годишно ниво. Моментално имаме некои пречки со банките во Македонија поради не знаеме која причина, но затоа и ставаме некоја алтернативна опција, како и нормално можете истото ова членство да го поклоните на некој свој близок, доколку сакате да му поклоните едукација во, да речем, ова ново време. Така да тоа е околу нашата Патреон заедница. Дополнително на секој од нашите видеа, покрај линк до нашата Патреон заедница, имате линк до нашата Криптогемиџија кооперација,
која што нуди некои интересни артикли од маркетинг материјалот на нашиот канал. Наскоро ќе ја надградиме. Овдека е нашата програма за добротворни акции, која што моментално се состои од Купи ми кафе апликацијата и овие блокчейн адреси, кои што ги користиме кога има некоја кауза во Македонија за да помогнеме. До сега сме го направиле тоа во 3 наврати. Овдека се нашите блокчейн, ова се нашите социјални мрежи, каде што споделуваме уште повеќе материјал од она што моментално го гледате на нашиот канал, како и нашите резервни канали, каде што ја имаме ископирано целата наша работа во однос на предниот курс за техничка и фундаментална анализа, каде што последниот на кој што моментално работиме е Daily Motion и би ви порачал да го заследите. Тоа е Daily Motion at Cryptogamidja, доколку сте нови на нашиот канал, би ви препорачал да го заследите овој да речем наш паралелен канал на кој што одново ја аплодираме целата наша работа и доколку не сте ги погледнале, ќе можете секое утро по едно видео од да речем овој материјал кој што е веќе објавен на нашиот главен канал, да го погледнете се додека не стигнете до најновиот дел, до 141-то видео од нашиот курс за напредна и фундаментална анализа. На тој начин ќе стигнете до знаењето кој што го имаат и останатите членови на нашиот канал. И уште една, значи, за нашата постојана бесплатна работа, кај нас не постојат материјали кои што се платени за македонскиот народ, значи буквално се што некогаш имаме направено, овие 1800 видеа, материјал за македонците, се бесплатни за било кој македонец во светот. Се што бараме од вас е да не поддржите, значи препорачате го нашиот канал со цел да помогнеме на што повеќе македонци да стигнат до основна финансиска писменост и слобода, како и лайк, шер, сабскрајб, комент кои што помагаат на алгоритмите на нашите социјални мрежи да едноставно го споделуваат нашиот материјал што повеќе. Со тоа можеме да завршиме со делот со воведот и можеме да почнеме со денешната работа. За почеток, само на кратко, ќе напоменеме некои интересни вести од, би рекол во оваа ситуација, кратко од вчерашниот лайвстрим, а тоа се првенствено ситуацијата на традиционалните пазари, првенствено поврзана со вредноста на доларот. Значи, во оваа ситуација имаме првенствено, како што знаете и сами, доларот сами по себе и неговата вредност се поврзани моментално со две сили кои што на некој начин диригираат која ќе биде вредноста на доларот, меѓу кои првата е самата нафта и низината вредност, која што знаете сами дека 4/5 од трансакциите во светот моментално се реализирани преку трансакции на нафта во долари, додека само 1/5 од овие трансакции се во друг тип на валута, додека од другата страна да не забораваме дека доларот нема никакво друго покритие освен овие трансакции на нафта. Така да поради оваа причина, знаете и сами, ова многу пати до сега сме го анализирале, само на кратко, значи вчера го анализиравме детално, овдека само на кратко ќе го спомнеме дека двете основни сили кои што моментално го држат доларот да биде на некоја висока вредност, го држи доларот да биде на некоја висока вредност, моментално се во спротивна насока или веќе се променуваат во спротивна насока. Тоа што јасно може да видите овие стрелки кои што ги гледате овдека се уствари политиката на ОПЕК, тоа е картелот кој што се занимава со производство на нафта и така речено има во своите редови повеќе од 50% од производството на нафта во светот, каде што гледаме дека со негова политика и со рестриктирање на производството на нафта досега успева да ја држат нафтата на доста висока вредност, а со тоа нормално паралелно и вредноста на доларот. Знаете и сами дека вредноста на доларот е обратно корелирана со се останато кога станува збор за криптопазарите и традиционалните пазари, така да нас многу повеќе ни одговара вредноста на нафтата да биде што пониска и во оваа ситуација тоа моментално го гледаме. Погледнете и сами. Корелацијата е доста јасна, секогаш кога нафтата и незината вредност расте, расте и вредноста на доларот и обратно, со тоа што конечно после последниот, би рекол, период во кој што конечно можеме да видиме и јасно според последниот извештај за тоа како ќе се движи производството на нафта во следните години, дека од сега па натаму сите членки на самиот, добро не е ова, само секунда да го најдам правилното, значи сите членки на ОПЕК ќе го зголемуваат своето производство, само за жал, дајте ми секунда да успеам да го најдам правилното. Еве како изгледа, значи ова е практично за следните 2 години до крајот на 2026 година, како ќе изгледа производството, каде што гледаме дека секој од членките на ОПЕК имаме огромно зголемување во производството по месечно ниво,
Тоест ова е на дневно ниво во однос на месеците, значи ова се милиони барели, со тоа што значи колку повеќе се зголемува, нормално толку повеќе се намалува вредноста на нафтата и тоа јасно можеме да го видиме во овој тренд, со тоа што ово што го видовме овдека беше почетокот на војната помеѓу Иран и Израел, и поради ова практично имаме ситуација во која што ова е не поврзано со, да речем, политиката на ОПЕК, туку е поврзано со геополитичките прашања и затоа имаме волку радикален скок, но моментот кога заврши оваа војна, гледаме дека вредноста на нафтата повторно се придвижува во овој макро надолен тренд. Значи дека генерално главната работа која што моментално ја држи на некој начин вредноста на доларот, односно силата на економијата која што ја држи вредноста на доларот на високо ниво, моментално е во обратно пропорционална насока, заедно со политиката на Трамп и Америка, која што е исто така еден од најголемите производствени капацитети за нафта, исто така е во истата насока, односно се фокусира на тоа што повеќе да произведат нафта. Ова детално го објасниме во вчерашното видео, денеска само на кратко сакам да го спомнам, затоа што е битно, доколку не сте го погледнале вчерашното видео, да знаете дека половина од силата која што го држи доларот на висока вредност е токму нафтата. Колку повеќе се произведува нафта, толку повеќе вредноста на нафтата ќе продолжи да се движи надолу. Тоа е во однос на нафтата и доларот, додека втората работа која што мораме да напоменеме е нормално вредноста на инфлацијата и невработеноста во Америка, која што ја диригира, така речено, вредноста на каматната стапка на Федералната резерва на Америка, која што е втората сила која што делува врз вредноста на доларот. Пак ќе кажам, обратно пропорционално од доларот и неговото движење се валутите во кои што ние инвестираме, така да мораме да го следиме овој дел од политиката. Погледнете. Моментално имаме ситуација во која што наскоро ќе добиеме информации како за инфлација, така и за невработеност. Тоа што првите информации ќе ги добиеме во текот на овој ден, во попладневните часови, каде што ќе видиме колку е моменталната невработеност во Мурика, со тоа што доколку истата остане на овие да речем очекувани стапки од 4,3-4,2%, тоа значи дека истата е непроменета и гледаме дека генерално во целиот овој период ова е сосема нормална стапка на невработеност, така да Федералната резерва нема да има причина да ја промени својата монетарна политика кон quantitative easing и намалување на каматните стапки, што нас не ни одговара, додека истото го гледаме моментално и за реалната невработеност, која што ги содржи само оние работници кои што имаат полно работно време од 140 часа, која што исто така се очекува да остане на некое релативно ниско ниво од 7,8 до 8%, со тоа што следните информации кои што мораме да ги следиме во текот на овој месец е на 15 јули, да видиме која ќе биде CPI и кор инфлацијата, тоа се инфлациите со и без цените на нафтените продукти и на прехранбените продукти. Сега за сега истите се ниски, но колку пониски ќе бидат во текот на овој месец, толку подобро, затоа што на крајот од јули е така речено последниот следен составок на ФЕД имаме дури во септември, значи имаат одмор. Така да, пак ќе кажам, сега за сега и понатаму остануваме, ова не ни е потребно денес, сега за сега и понатаму остануваме на очекувањето дека нема да имаме промена на каматната стапка, односно нели тоа се каматите на Федералната резерва, како на Trading Economics истото го гледаме и на investing.com, 75,4% од пазарот, односно учесниците на пазарот веруваат дека нема да добиеме намалување на каматната стапка. Како што веќе многу пати сме спомнале, зошто е ова толку битно? Затоа што колку повеќе се намалува каматната стапка, тоа е оваа жолта линија, значи на овој чарт знаете и сами, имаме основните вредности на економијата во Мурика, а тоа се невработеноста, сина боја, инфлацијата, црвена боја, жолта боја ни е каматната стапка, а чартот е на доларот и зелената боја ни е биткоин. Со тоа што во оваа ситуација, колку е повисока инфлацијата, толку повеќе каматните стапки се покачуваат со цел да практично ја намалат инфлацијата, а со тоа нормално се покачува и вредноста на доларот. Повторно, вчера во макроекономија и крипто детално објаснивме зошто ова се случува, за да не го повторуваме истото, погледнете го вчерашниот лайвстрим, ќе ви стане детално јасно. Денеска го зборуваме ова само од краток аспект. Додека обратно, кога имаме ситуација во која што потенцијално невработеноста продолжува да расте, каматните стапки мора да се придвижат надолу со цел да ја стимулираат економијата, а тоа предизвикува принтање на пари и позајмување по многу пониски каматни стапки, што предизвикува пад на вредноста на доларот, а истовремено, ова е, знаете, вредноста на биткоин, расте и тоа експоненцијално. Така да ние се доаѓаме токму во тој период во кој што невработеноста се уште не излегла од контрол
контрола, а инфлацијата се наоѓа на релативно ниско ниво. Така да само прашање на време кога овој тренд на намалување на каматните стапки ќе продолжи и ваквото продолжување ќе предизвика доларот кој што веќе е ослабен поради падањето на вредноста на нафтата да продолжи да се движи надолу. А секогаш кога доларот се движи надолу, биткоин се движи нагоре. Не само биткоин, туку и сите останати вредности. Со тоа што и технички погледано целото ова можеме да видиме дека она што ние го зборуваме со години наназад, значи 2 години ја следиме оваа макроанализа на вредноста на доларот, дека оваа огромна, како што гледаме и сами, значи формација која што се создава повеќе од 2 години, конечно се движи токму таму каде што очекував, односно bear flag, кој што се движи до целта која што моментално е повеќе од јасна, надолу во вредноста на долар. Нема да навгуваме премногу во анализирање техничката анализа на долар, затоа што е многу јасно од каде потекнуваат овие две фундаментални причини за намалување на вредноста на доларот. Значи, доколку нафтата е на релативно ниско ниво, доколку Федералната резерва продолжи со релаксирана монетарна политика, на quantitative easing, принтање пари, намалени каматни стапки, се очекува дека доларот ќе продолжи да се движи токму надолу. Дополнителен притисок за ова е и самиот председател, знаете и сами, Мурика, односно Орангутанус американус, кој што и понатаму продолжува со екстремен притисок врз неговата во оваа ситуација Федерална резерва или Централна банка, како сакате, со тоа што вчера ние ова детално го објасивме, затоа што висината на каматните стапки кој што моментално ја задржува самата во оваа ситуација Федерална резерва предизвикува долгот на Америка да биде многу поскап. Повторно би препорачал да го погледнете вчерашното видео каде што детално го објасивме сето ова. Денеска само правиме рекап пред да направиме техничка анализа. Еве зошто велам дека имаме огромен притисок. This rate was 3 points low. That's almost $1 trillion in cost. And it's done just by the signing of the pen. But we have a moron at the head of the Fed. He's a moron. Значи, кога вие вашиот гувернер, односно председател или како сакате на Централната банка, го нарекувате морон и барате од него веднаш да ги намали каматните стапки, јас пак ќе кажам колку и да овој човек се прави луд, на крајот од денот сите сме свесни дека порано или повоцна ќе мора да го направи тоа. Значи, ова е моментално борба помеѓу два блока, извршната и законодавната власт во однос на тоа кој ќе преовладува, со тоа што, како што кажа, вчера направивме детална анализа на тоа што Трамп превзема со цел да изврши дополнителен притисок. Ова е комплетно во наша корист. Колку е пониска вредноста на доларот, толку повисока ќе биде вредноста на биткоин и на сите останати криптовалути. Дополнително истото можеме да го забележиме и во однос на S&P 500 и Nasdaq и сите традиционални индекси, односно S&P 500 се наоѓа во нов all-time high. Сега, за да го објасниме сето ова, најлесно ќе биде да го ставиме ова на месечно ниво и овдека да го додадеме вредноста на, само секунда, овдека не се потребни две. И уште еднаш, за корелацијата да биде појасна, значи овдека можеме да го споделиме тоа и со традиционалните индекси и финансии, како и со биткоин, погледнете. Значи во секој момент кога вредноста на доларот се движи надолу, вредноста на S&P 500 се движи нагоре. Секоја корекција обратно, гледаме пад на вредноста на S&P 500. Односно, моментално тоа што го зборуваме за криптовалутите, истото важи и за традиционалните финансии. Без разлика дали е S&P 500 индексот, дали е Dow Jones, дали е Nasdaq, имаме апсолутно истата корелација. Односно, пак ќе напоменам, се додека вредноста на доларот се движи надолу, сето ова е крајно позитивно за традиционалните и останатите пазари кои што се поврзани со ризик. Така да моментално сме во риск он позиција, каде што поголемиот дел од, пак би рекол, инвеститорите се фокусираат на инвестирање во ризични добра, вклучувајќи не и нас. Така да се уште е рискон период. И погледнете и сами, значи во однос на последната недела дена, ова би рекол генерално ситуација на намалување на вредноста на доларот и па би рекол позитивни на еден или на друг начин макроекономски изгледи со исклучок на тарифите кои што доправа ќе видиме што ќе направат. Значи не заборавајте, и за ова вчера имавме соодветно видео, дел од видеото каде што разговараме за тарифите, би ви препорачал да го погледнете по трет пат. И истото можеме да го видиме и во S&P 500, каде што гледаме дека моментално, генерално, значи самата макроекономска сцена е доста рискон, луѓето се склони кон инвестирање во акции, а тоа значи дека се инвестираат во ризични добра.
Така да, сега за сега сме во добра фаза, сето ова ќе видиме како ќе се движи понатаму, затоа што првенствено имаме на 9 јули официјално завршува периодот во кој што Трамп треба да се произнесе дали ќе ги продолжи периодот за договори со државите во однос на тарифите, она што го разговарахме вчера, или пак ќе имаме огромна количина на високи тарифи кои што ќе направат целосно нов изглед на моменталниот пазар. Тоа е нешто што мораме да го спомнеме. Само една недела од сега, на 9 јули, официјално ќе имаме, или претходно ќе видиме, ќе имаме официјални резултати. Така да ова е нешто што мораме да го напоменеме, дека може многу да ја промени сликата на пазарот ако имаме ефективно влегување на тарифите во сила. Пак ќе кажам, тоа може да биде уште еден Black Swan настан, тоа е реалноста, но затоа и продолжиме да го следиме пазарот и да се алоцираме соодветно. Гледаме дека традиционалните пазари се екстремно грид, значи дури само што не влегле во онаа територија на екстремна скржавост би рекле, а сега моментално гледаме дека криптопазарот и понатаму заостанува затоа што биткоин се наоѓа во добра позиција, повторно се наоѓа блиску до all-time high, но не би можеле да окажеме истото и за алткоините. Тоа пак ќе кажам, не го менува фактот дека пред нас имаме потенцијал за многу добра алткоин сезона. Полека гледаме дека се составуваат коцките кои што ни се потребни, имаме релативен мир на Блискиот исток, потенцијално завршување на конфликтот во Газа, нафтата и понатаму предизвикува доларот да се намалува во вредност. Дополнително имате ситуација во која што овие тарифи потенцијално нема да бидат имплементирани, затоа што гледаме дека нема ниту два договори склучено Америка од потенцијалните 150 кои што ќе ги склучуваа за 90 дена. Така да се на се мислам дека позитивно се покажува втората половина од 2025 година. Не заборавајте дека ни на Трамп и неговата администрација не му одговара да имаме негативна, значи нивната администрација буквално ја доби оваа претседателска позиција на ветувањата за позитивна економска сфера и затоа јас и понатаму очекувам дека ова ќе се оствари. Сега, генерално се наоѓаме во некоја релативна средина во однос на пазарот, на криптопазарот, но кога ќе погледнеме од аспект на институции, гледаме дека интересот е екстремно висок, како за биткоин, кога станува збор за биткоин спот ETF, така и за Етериум. Значи, релативно интересот се повеќе и повеќе се зголемува, посебно кога станува збор за Етериум. Додека, не верувале или не, значи имавме Solana спот ETF, кој што вчера го имаше собствениот прв ден на тргување на берзите. Значи, ова е ден кој што многу долго очекавме. Повторно, overall, мислам дека е повеќе од јасно каде се движи макротрендот кога станува збор на ETFs. Дајте ми само секунда да го рефрешираме ова. А кога станува збор за спот ETFs на алткоините, тоа е, пак ќе кажам, game changer. Погледнете, моментално имаме ситуација во која што, значи, макротрендот и понатаму продолжува да расте кога станува збор за акумулација на биткоин од страна на институциите. Значи, ова е крајно позитивно за целиот наш сектор, затоа што на крајот од денот што и да се случи, институциите беа овдека во време траењето на целиот бул маркет да ги купат сите корекции. Корекциите беа многу поголеми и многу подрастични, да не беа институциите овдека да го купат секоја можна корекција. Дополнително да подсетиме уште еднаш, до октомври официјално ќе имаме резултати за поголем дел од алткоините кои што чекаат дали ќе им бидат одобрени спот ETFs. Со оглед на фактот дека вчера беше првиот ден на Solana спот ETF, кој што се покажа како релативно многу добар. Значи, погледнете и сами, повторно доаѓа од Балхунас и како беше Сейфарт, ако не се лажам вториот. Тоа се двата експерти кои што ги следиме на Bloomberg, кој што занимаваат исклучиво со ETFs, Exchange Traded Funds, кој што вели дека во првиот ден Solana добила 12 милиони inflows и 33 милиони trading volume, што е сосема одлично. Според trading volume, значи вчера гледавме извештај, Solana е ставена во топ 1% на ETFs кои што според успех на волумен успеале да направат висок степен на размена на самиот ETF од 33 милиони и повторно, како што гледате и сами, според нивните проценки, 12 милиони е сосема одлично за почеток и за прв ден на ваков спот ETF. Повторно, ова е game changer. Имаме ситуација во која што првиот алткоин доби свој спот ETF и уште подобро покажа дека спот ETF-от на еден алткоин може да има добар прв ден. Ќе видиме како понатаму ќе се движи сето ова. Сега за Solana, како што гледате овдека, имаме значи таб, но за жал се уште немаме информации. Значи се уште нема апдейтирано што точно се случувало и колку inflows имаме во овој спот ETF.
со тоа што да не забораваме некои битни детали. Прво, со Solana Spot ETF се дозволи стейкинг. Стейкинг е категорија која што досега беше целосно забранета во однос на exchange traded фондови, а сега на институциите им се дозволува и овие коини кои што ќе ги поседуваат преку своите старатели, односно овие фондови кои што ги држат коините во нивно име, да направат стейкинг. Тоа моментално нормално ќе се врати и на самиот Ethereum и на сите оние 10-11 фондови кои што држат Ethereum. Тоа е дополнителен инсентив институциите да инвестираат во крипто коини од Proof of Stake типот на блокчейн. Дополнително да не забораваме дека моментално беше погледнете, зголемена шансата за XRP и Litecoin да добијат наскоро свој спот ETF на 95% од истите овие стручњаци. Да не забораваме, овие стручњаци до сега не водеа многу добро низ водите на тоа што и кога ќе добиеме свој ETF, така да во оваа ситуација тоа е крајно позитивно за целиот криптосектор. И последна вест од делот на ETFs, да не забораваме дека исто така беше одобрен ETF за индекс фонд на Grayscale, кој што во себе содржи Bitcoin 80%, 11% Ethereum, 4,8% XRP, 2,8% Solana и 0,8% Cardano. Ова е индекс кој што е составен од сите овие коини, значи сите оние кои што инвестираат во него, инвестираат во овој сооднос, во сите овие коини кои што нормално ETF фондот мора да ги купи во противредност на цената која што вие сте дале за инвестирање во истиот. Така да ова е крајно позитивно, ова ни покажува дека се повеќе и повеќе се ближиме кон она што го очекуваме, а тоа се Altcoin Spot ETF за најдобрите проекти кои што моментално постојат на пазарот. Пак ќе кажам, ова е game changer. Откако еднаш ќе биде отворен оваа врата, нема назад. Овие коини што еднаш ќе бидат представени пред институциите, потоа не може да го вратите ова назад, што значи дека ова може само да се зголеми, ова не може да се влоши од овој момент натаму. Така да сега е само прашање кој и кога ќе добие свој спот ETF. Следна работа која што верувам дека е доста добро да се анализира е фактот дека Real World Asset Tokenizација ова е категоријата во која што имаме голема доверба за иднината, би рекол, на макроекономијата и понатаму расте апсолутно секој ден. Тоа покажува дека се повеќе и повеќе ствари од реалниот свет се токенизираат во блокчейн облик, во превод. Еве како изгледа токенизацијата на кеш, во стейблкоини, каде што гледаме дека апсолутно секој ден имаме нов all-time high. Истото можеме да го видиме во секоја категорија. Тоа ви кажува дека целата макроекономија чекор по чекор се префрла on-chain. Ова е колку е голем обемот на токенизирани обврзници од државен тип на Мурика, каде што гледаме секој ден нов all-time high. Глобални обврзници, нормално ова е од останатите земји во светот, наспроти Мурика, секој ден нов all-time high, со тоа што моментално гејропските обврзници водат. Приватен кредит, иста ситуација, секој ден нов all-time high. Тоа ви покажува дека се повеќе и повеќе се пренесува целата макроекономија на on-chain. Злато, погледнете, имаме огромни количини на злато кои што моментално се токенизира и го имате on-chain за инвестирање и тргување. Значи, апсолутно секој ден. Она што пак ќе кажам, мене највеќе ме радува е само прашање на време кога тоа ќе го видиме и кај акциите. Иако секој ден имаме горе-доле all-time high во оваа категорија, релативно е доста неразвиена, се уште е во експериментална фаза. Моментално сме имали некој огромен скок, се обидам да разберам зошто, ова е нешто ново. Што моментално е Exodus, да, значи Exodus тоа е практично, знаете, оној новчаник кој што моментално постои, каде што гледате, значи 268 милиони долари вредни акции се токенизирани на Exodus на Algorand блокчейнот. Значи пак ќе кажам, допрва ќе имаме огромна количина на капитал која што ќе влезе во блокчейн секторот преку токенизирање на акции. Не заборавајте, значи акциите се едни од најголемите капитални добра на пазарот. Значи се повеќе и повеќе се ни покажува дека целата макроекономија се движи on-chain. Други работи кои што треба да ги погледнеме пред да дојдеме до стандардна техничка анализа, гледаме дека релативно се мали ликвидациите на пазарот моментално, нормално. Значи се наоѓаме во средината на летото, каде што генерално инвестирањето е ставено на некоја минимално ниво, би рекол, затоа што луѓето генерално повеќе се заинтересирани за тоа на која плажа да се сунчаат, отколку да инвестираат. И тоа е нормално очекувано, затоа што овде ќе погледнеме што се случува околу потенцијалните нивоа за ликвидации, кои што моментално можеме да ги погледнеме.
Најчесто ова го правиме, како што гледате и сами, на повисоки временски интервали. Значи, ево прилика како би изгледало тоа. Само секунда да се излоадира и да погледнеме што се случува околу нас во однос на потенцијални ликвидации, односно каде потенцијално би се движела цената. Погледнете, следните нивоа за ликвидации надолу се негде околу 97-98 илјади долари и гледаме дека имаме премногу мали количини за потенцијално да би ги натерало големите играчи да ја форсираат цената да се приближи надолу. Погледнете. Значи ние имаме некои 285 милиони, 500, 100, 300 милиони на овие нивоа, додека погледнете што се случува над нас. Односно, колку повеќе ќе се придвижат кон ликвидирање на шорт позиции и скок на цената е многу поверојатно. Погледнете, 237, 300 и погледнете сега овде. 700, 500, 700, 300, значи погледнете, ова е огромен регион во кој што имаме над 500 и над 700 милиони позиции поставени на шорт, значи дека многу е поголема веројатноста во однос на ликвидации, како што знаеме и сами, големите играчи буквално движат цената со цел да ликвидираат што може повеќе луѓе и на тој начин практично добиваат профит. Ова веќе многу пати сме разговарале. Во оваа ситуација поголема веројатноста дека ќе придвижат цената нагоре со цел да ликвидираат што повеќе луѓе кои што се наоѓаат на овие позиции над претходниот all-time high негде околу 112.000 долари. Сега, во оваа ситуација ние ќе почнеме со стандардна техничка анализа, каде што ќе ги погледнеме чартовите на биткоин на најразлични нивоа во најразлични интервали. Со тоа што на дневно ниво една работа која што ја забележавме е како и секога стандардно, значи имаме една во друга исти формации. Погледнете, не имавме една огромна формација која што се крира уште од почетокот на годината во облик на bull flag, која што во исто време формира дополнителна формација bull flag, која што гледаме дека се движи повторно кон истата мета негде околу 140 до 150 илјади, каде што очекуваме да биде потенцијално последниот скок на биткоин доколку немаме blow off top, последниот скок на биткоин во овој bull market во престоечкиот период до крајот на оваа година. И овде ќе имаме јасен, крајно јасен bull flag, кој што гледаме дека цената потенцијално би ја однел до 150.000 долари. Да, ако се сеќавате, ние имаме ситуација во која што овие формации некогаш се потребно месеци за да бидат реализирани. Прост пример, погледнете и сами. Значи за да се реализира последната формација која што имавме во оваа ситуација овде, погледнете, почна истата да се формира негде на крајот на 2024 година, а дури сега тоа беше прв пат успеа да испадне надвор во мај 2025 година и се уште чекаме истата да се реализира. Што значи дека да, некогаш потребни се недели и месеци за овие формации да се реализираат, но знаете и сами ние ова го водиме уште од самиот почеток и досега не постои ниту една формација која што не се реализирала од сите оние кои што сме ги нашле во овој bull market, па така и последната која што моментално чекаме да се заврши до оној потенцијален врв во овој bull market. Дополнително кога станува збор на неделно ниво од би рекол самите индикатори, да, овде ќе имаме мал bear divergence, кој што гледаме дека овдека веќе на некој начин се реализираше, ќе видиме следниот период ќе покаже, но со оглед на фактот дека имавме почеток повторно на bull движење од страна на MACD, само што помина сигналната базичната линија и се прекрши во нагорниот дел, тоа значи дека оваа корекција која што гледаме овдека е релативно завршена, тоа е практично и креирањето на оваа bull flag формација на дневно ниво и моментално само што не почна да се движи повторно нагоре, тоа ни го покажува и VWAP кој што е еден од најбрзите индикатори, знаете и сами, кој што помина под нулата и повторно премина нагоре во следниот потенцијален бран, како и Stock RSI кој што гледаме дека исто така се заоблува во повторен обид за придвижување нагоре, да, екстремно висок од 80 поени, но за разлика од тоа RSI се наоѓа на 65, а пак да повториме, претходниот пат истиот се задржа на 70 уште од октомври па до следната година до април. Значи овој индекс може да се задржи доста високо и некогаш по 5-6 месеци во, да речем, препродадена територија. Така да во оваа ситуација ова ни покажува дека потенцијално пред нас е добар период. Повторно се тоа зависи од макроекономските и геополитичките случувања, но генерално ова е доста позитивно за тоа што моментално го следиме. Тоа е во однос на индикаторите на неделно ниво, но генерално можеме да видиме дека погледнете, ова е моментот каде што ни покажува кога се наоѓаме во bear movement, кога се наоѓаме во bull movement. Bull movementот ниту во еден момент не е прекршен во неделно ниво на овој чарт.
со тоа што се уште гледате дека средните вредности на маркет цифри понатаму ни се поддршка и ни беа во овој дел пред повторниот скок кој што моментално го гледаме, да после отварањето на првите all-time highs, овдека веќе имаме ресетирање на горната граница на Болинџер бендот и истата почнува повторно да се зголемува нагоре кон следните нови all-time highs и очекуваме дека истата ќе продолжи да се движи нагоре во следниот период на овој bull market. Да, се уште е bull market, значи нели, без разлика дали вас ви се допаѓа или не знам колку пати до сега го умреа овој bull market, но тоа е реалноста. Сега, уште една битна работа која што мораме да спомнеме, ако се сеќавате ви го зборувавме ова, рековме дека може многу лесно ова мала корекција да биде, како што и овдека беше, само генерално кратка корекција пред продолжување на следниот бран нагоре. Кратка корекција пред продолжување на следниот бран нагоре и тоа моментално го гледаме. Че имаме ситуација во која што ова е кратка корекција, каде што гледаме дека следната свеќа веќе се обидува да продолжи да се движи нагоре. Ако добиеме старт на следниот тренд, истиот може да продолжи, како што веќе очекувавме, до оние очекувани 140 до 150 илјади кои што би биле и потенцијално врв на овој bull market во според нашите анализи, додека на месечно ниво гледаме дека хајке нашиот трендот воопште не запрел, дури ако имавме кратка стагнација, значи овие макротрендови во последниот bull market гледаме дека се доста јаки, дека истите некогаш траат и по месеци пред конечно да имаат корекција надолу. Затоа ова е третиот месец, очекуваме дека истиот ќе продолжи до крајот на годината, но повторно не можеме да знаеме се тоа е поврзано со макротрендовите на геополитика и макроекономија во однос на потенцијални следни black swan настави. А од аспект на тоа каде се наоѓа на месечно ниво, можеме да видиме дека ресетирањето на да речем индикаторите е реализирано. Значи, сток РС се придвижи од 96 на неверојатни 24 во препродаденост и моментално се наоѓа се уште под границата на 70, каде што ќе биде прекупен. И RSI се придвижи до некоја неутрала од 62, моментално се наоѓа на вредност 71. Повторно, оваа вредност некогаш може да испадне надвор и погледнете, да остане значи, од септември па до следната година во јуни. Значи, истата 9 месеци се наоѓала на препродадена територија, па затоа и овдека не плаши ако RSI влезе во оваа територија и остане до крајот на годината, сосема нормална ствар, но реално се наоѓа на доста висок степен. И повторно се наоѓаме на горната граница на Болинџер бендот, гледаме дека секое удирање на горната граница потребно било време пред исто да се ресетира и да продолжи да се движи нагоре, така да ова што гледаме е сосема нормално и понатаму оваа макротренд линија уште од 2017 година, пред тоа беше отпор, сега моментално представува поддршка на цената на биткоин во следното движење нагоре. Јас мислам дека се наоѓаме во добра положба за продолжување на овој тренд до оние крајни вредности кои што ги очекуваме во овој bull market. Сега, тоа е во однос на овој тип на чарт кој што моментално го следиме. Сега ќе погледнеме што се случува во однос на да, и овдека гледате, значи покрај тоа што имаме месечна bull flag формација, исто така имавме и стандардно враќање на значи целата според нормално според Fibonacci retracement, значи се врати до 61,8, кое што е нивото каде што најчесто се случува корекција во обратна насока, тоа е golden ratio од претходно движење нагоре до оваа корекција и повторно нагоре. Така да тоа е во однос на овој чарт. Следниот чарт, знаете и сами, ние со средните вредности на биткоин, значи тоа е средните вредности на неделно ниво кои што ги следиме и bull market support бендот. Средните вредности и понатаму представува поддршка на цената со тоа што некои се доста далеку, како 100, 200 и 300 неделната средна вредност, додека 50 неделната средна вредност гледаме дека е поддршка на цената на биткоин уште во поголемиот дел од овој bull market. Така да во оваа ситуација гледаме дека повторно беше во текот на април, а сега само што успеавме да поминеме над bull market support бендот, да го ретестираме и да продолжиме нагоре. Така да е крајно позитивно, повторно ја гледаме оваа макро bull формација, која што рековме дека ќе однесе до некои 140 до 150 илјади долари. Значи ова скалесто движење е постојано, гледаме дека го имаме во целиот претходен историски тек на овој bull market, сосема очекувано, сосема нормално. Со тоа што исто и овдека, се сеќавате што рековме, иако имавме прекршување и корекција, тоа не значи дека ќе добиеме надолно движење, многу често се случува ова. Че имаме корекција пред повторно придвижување нагоре. Еве го истото,
корекција пред повторно придвижување нагоре, гледаме се поголеми бранови во зелена боја, што ни покажуваат дека доправо ќе се движи нагоре цената. Истото го гледаме и во оваа корекција, каде сигналната повторно се раздалечува од базичната линија и ни покажува дека се уште има простор за движење нагоре. Така да ова е во однос на вториот чарт. Третиот чарт кој што мораме да го спомнеме, уште еднаш многу битно, значи ова е чартот на кој што следиме каде се наоѓаме во макроциклусот. Да се потсетиме, значи генерално во оваа ситуација ние понатаму се наоѓаме во сосема нормален дел од макроциклусот, каде што од дното до потенцијалниот врв ни се потребни негде околу 35 до 36 месеци или 3 години. Истото сме го гледале до сега во два наврати, во 2017 година и во 2021 година и очекуваме дека ќе се повтори повторно во оваа година негде до крајот октомври-ноември 2025 година. Така да сега за сега самиот циклус е комплетно непроменет и понатаму остануваат основните вредности кои што нормално доаѓаат од самото следење на биткоин халвинг циклусот, а понатаму знаете и сами дека моментално се обидуваме да утврдиме дали ова што моментално гледаме овде представува потенцијалната Wyckoff дистрибутивна фаза, со тоа што се повеќе и повеќе изгледа дека потенцијално тоа ќе биде дистрибутивната фаза. Сега ќе ви покажам и зошто. Дури и да добиеме краток скок, значи се обидуваме да сватиме дали се наоѓаме овде во една од корекциите пред скок до дистрибутивната фаза или пак ова е веќе завршено и се наоѓаме во дистрибутивната фаза. Тоа е оно што се обидуваме моментално да го согледаме. Со тоа што да потсетиме една битна работа, потенцијално, значи овде ќе имаме два типа на Wyckoff дистрибуција која што може да настане, меѓу кои имаме градуелно покачување и скок надвор од ова поле пред да се придвижи надолу во следниот bear маркет, или пак градуелно покачување и неуспешен скок како dead cat bounce пред да продолжи во движење во следниот bear маркет. Така да во оваа ситуација потенцијално можеме да добиеме, еве сега ќе ви покажам, значи да речеме дека ова би било генерално тоа што го очекуваме пред потенцијално да се придвижи надолу. Значи сакам да кажам дека можно е да видиме ваков тип на Wyckoff дистрибуција, која што повторно дури да излезе надвор од ова поле, што гледаме дека очигледно почнува да биде полето во кое што се гради самата Wyckoff дистрибуција, може да предизвика некоја кратка корекција, придвижување нагоре до оние 140-150 кои што ги очекуваме и да се придвижи во следниот bear маркет, а тоа би било еднакво на оваа формација, а тоа е, нели, како што кажавме, неколку скокови во овој рейндж пред да имаме висок тест надвор од овој рейндж и да продолжи да се движи цената надолу. Тоа е потенцијално сценарио кое што можам да го видам дека би се реализирало, но затоа нормално дека ќе продолжиме да го следиме се тоа, пак како кажавме. Се зависи од тоа колку високо цената би се придвижила во оваа последна корекција пред истата да се коригира надолу. Така да во тој момент ќе видиме дали станува збор за нова корекција која што ја гледаме пред да се креира Wyckoff дистрибуција негде повисоко или пак ова е веќе формирањето на истата. Така да потребно ни е повеќе време за да можеме да утврдиме каде се наоѓаме во овој дел, но е една работа која што ќе ни даде многу појасно светло каде се наоѓаме во макроциклусот и дали сме стигнати до Wyckoff дистрибутивната фаза која што реално веќе можеме да кажеме дека полека се оформува. И уште една битна работа, знаете и сами, тоа е парабола и Elliott Wave, кој што досега гледаме дека во претходните два цели, па и ви рекол 3 bull маркети имале јасен циклус од 1 година bear, 3 години bull, каде што 3 години bull се формирани од 5 Elliott Wave точки и 5 бази на параболата, пред да имаме ABC корекција во следниот bear маркет и повторно истата ситуација, 5 точки на Elliott Wave, 5 бази на парабола и повторно ABC корекција во истата оваа формација од една година, значи оприлика 3 години bull, 1 година bear, каде што ова беше последната која што за жал излезе надвор од параболата, слично на овој момент кој што го имавме во времето на COVID, кој што поради Black Swan настан излезе надвор од оваа матична парабола или матична би рекол формација, каде што јас и понатаму очекувам дека петата точка ќе биде доста повисоко, како што кажавме дека потенцијално ќе се врати назад цената во параболата пред да предизвика последна точка и последна база како на Elliott Wave така и на параболата и да влезе во ноември, октомври некаде во следната фаза на ABC корекција во следниот bear маркет. Тоа е барем она што ние го очекуваме во однос на техничкиот дел на оваа анализа. Со тоа што, и уште една интересна работа која што не ја спомнавме, само дајте ми секунда да го најдеме каналот. Тоа беше макроканалот кој што, само да видам каде од овие се наоѓа моментално. Значи, уште една голема
техничка анализа која што секогаш ја обезбедуваме е макроканалот. Еве, значи погледнете. Моментално ние се наоѓаме историски многу слично на 2017 година, каде што сме имале blow off top, што се уште не значи како ќе се случи, но историски многу пати сме повторили, ќе го повториме уште еднаш од самото дно до самиот врв, како временски, така и во односна структура, покажува големи сличности. Погледнете. Че имаме ситуација во која што сличноста на овој бран од 2017 година е екстремно слична на тоа што моментално го гледаме на нашиот bull market и потенцијално ќе резултира со голем скок на крајот од овој bull market и завршување на оваа формација. Во однос на дополнителни индикатори како short term ходлери, каде што гледаме дека моментално оваа капитулација на short term ходлерите, тоа се луѓе кои што држат биткоин пократко од 155 дена, тоа е нормално трговци, на свинг трейдери најчесто, кои што гледаме дека конечно завршија со продажба и гледаме дека повторно почнуваат да акумулираат, исто како во оваа ситуација, значи дека очекуваат дека од сега па натаму вредноста на биткоин ќе продолжи да расте, барем така покажува овој тренд на заоблување, односно дека престанале да го продаваат сопствениот биткоин, додека кога станува збор за long term ходлерите, гледаме дека и понатаму макротрендот, иако заоблен, продолжува да се движи нагоре, односно оние кои што држат повеќе од 155 дена биткоин и понатаму продолжуваат да акумулираат. Тоа е позитивно затоа што значи се очекува дека биткоин ќе продолжи да расте. Една битна работа која што мораме да напоменеме дека се тоа што се случи до сега во овој bull market е без ритейл сектор. Значи апсолутно сите цени, се што моментално гледате е достигнато без ритейл сектор. Тоа се нормално, како што ние постојано зборуваме, Тале и останатите, нели, ПЦ, кои што се уште не се влезени. Погледнете, во претходните врвови на претходните bull маркети, ние сме имале огромна количина на активни биткоин адреси, а ние моментално имаме помалку биткоин адреси уште од дното, замислете, значи ние имаме дупло помалку адреси од дното на bear маркетот од 2023 година, што значи дека ритейл секторот се уште апсолутно е во зимски сон. Истото можеме да го видиме и од трендовите на пребарување на Google, каде што гледаме дека во целиот свет екстремно ниска вредност е на тоа колку луѓе пребаруваат за биткоин или крипто или било кој од овие термини кои што моментално би бил доста основен за било кој од ритейл секторот кој што би сакал да знае што е тоа повеќе. Така, на тој начин знаеме колку луѓе се интересираат за овој сектор. Погледнете, ние имаме практично многу блиски вредности до дното на bear маркетот од 2023 година. Еве ќе ставиме и altcoins. Погледнете, екстремно ниски вредности на сите овие пребарувања, што значи дека ритейл секторот е се уште надвор од овој пазар. Кога ќе се врати ритейл сектор, а тоа најчесто се случува кога цените ќе почнат повторно да се приближуваат нагоре, тек тогаш ние ќе видиме енормно големи вредности, највеќе кај алткоините, а нормално делумне и во биткоин. Со тоа што историски, како што ќе кажавме, овој период, како и од 2017 година, се очекува да биде екстремно добар до крајот на годината, затоа што ова е, пак ќе кажам, налик на 2017 година bull market, кој што веќе ги поминавме овие Black Swan настани, нема Black Swan настани кој што не го поминавме, од геополитички војни, од ефектите на пандемијата и така натаму, апсолутно се поминавме до макроекономски тарифни војни и така натаму. Така да пак очекувам дека во преостатокот од оваа година ќе имаме позитивна година, а тоа пак ќе кажем историски, еве како изгледа во 2017 година, очекувам дека слично на тоа ќе видиме и резултати за вторите две, за третата и четвртата четвртина во 2025 година. Сега, во однос на тоа колку биткоин има на пазарот, ова е една многу битна ствар. Значи ова е, како што знаете, и сами лагирачки индикатор кој што ни покажува колку има во почетокот на јули, се извинувам. А ова е апдейтирано. Па супер. Значи до 2 јули, погледнете и сами, се повеќе и повеќе се намалува количината на биткоин која што се наоѓа на централизираните берзи. Тоа ни покажува дека се помалку и помалку биткоин има расположлив за продажба. Колку помалку биткоин има на пазарот, а се повеќе и повеќе се зголемува неговата значи интерес и купување, нормално дека се повеќе и повеќе цената ќе експлодира. Ние се наоѓаме блиску до потенцијален шок на цената, каде што имаме, верувале или не, само околу 12% од вкупната количина на биткоин на пазарот, додека се останато се наоѓа на cold wallet, луѓето не продаваат затоа што очекуваат дека цената ќе продолжи да расте. Слично темпо можеме да видиме и кај Ethereum, само да ги рефрешираме таблоите.
каде што можеме да видиме јасно дека и Етериум, иако можеби не со исто темпо како биткоин, генерално се повеќе и повеќе се намалува количината на Етериум на пазарот. Погледнете, можеби темпото е малку поблаго, но генерално и понатаму гледаме дека се наоѓа во ситуација слична на биткоин, каде што и понатаму се помалку и помалку Етериум се наоѓа на пазарот, каде што погледнете, од вкупна количина од 120 милиони, ние имаме 20 милиони, што е негде повторно околу 20% би рекол од така негде околу 15 до 20% од вкупната количина на Етериум на пазарот, што е повторно екстремно ниска вредност, значи имаме многу малку Етериум кој што расположливо можеме да го најдеме на пазарот. Овдека како една од би рекол почетните анализи кои што ги правиме за потенцијална алткоин сезона, секогаш е нормално Етериум наспроти биткоин чартот кој што ни покажува јасно каде се наоѓа потенцијално почетокот на алткоин сезоната. Значи да се потсетиме, во претходните, иако после халвингот во претходните два наврати ни биле потребни 7 и 8 месеци за почеток на алткоин сезона, овој пат можеби подолго, но гледаме дека после 12-тиот месец од халвингот кој што се случи во април 2024 година, конечно имаме промена на трендот, односно Етериум почна да прави outperformance на биткоин. Направи дно локално како и во 2019 година на истата вредност наспроти биткоин и моментално како што можеме да видиме започна во противна насока да се движи, односно да прави outperformance на биткоин. Да, ова е само почеток, но е најава за потенцијална алткоин сезона. Уште еднаш да се навратиме на исто така овој чарт кој што ни зборува за алткоин сезона, а тоа е доминацијата на биткоин, која што историски на 8-миот месец од претходниот халвинг почнува да капитулира и со паѓањето на доминацијата на биткоин, односно количината на тоа колку биткоин представува дел од вкупниот маркет кап на криптосекторот, колку повеќе се намалува нормално, толку повеќе капитал се одлева во алткоините. Да не забораваме со оглед на фактор дека ритейл секторот, како што покажавме, е екстремно незаинтересиран, може да се случи во оваа ситуација да добиеме нешто досега невидено. Институциите и понатаму акумулираат, што значи дека истите нема да се фокусираат на алткоини, затоа што се уште не е ниту дозволено да инвестираат во алткоини. Тоа не го менува фактот дека и понатаму имаме голема количина на инвестиции во алткоините, што значи дека може да се случи ситуација во која што како претходните два бул маркети, каде што имаме капитулација на вредноста, односно на доминацијата на биткоин на пазарот, овој пат да имаме напоредно растење. Каде што наместо да добиеме капитулација, биткоин потенцијално би се задржил на некоја релативно висока вредност во однос со капиталот кој што е вложен во него од институциите, затоа што ова е прв бул маркет во кој што имаме институции, а дополнително тоа не го менува фактот дека китовите и ритейл секторот може да влезе со капитал во алткоините и да предизвика овој индекс наместо да расте и да паѓа, туку да се стагнира на некоја релативно хоризонтална вредност. Така да ова е нешто што потенцијално го очекуваме за овој бул маркет, но се зависи од темпото и од начинот на кој што би влегле ритейл секторот и нормално китовите како би изиграле во следниот период. Дополнително овде имаме уште некои интересни индикатори. Првиот е нормално Total 3, каде што гледаме дека да, верувале или не, но капиталот полека повторно влегува во алткоините. Ова е маркет капот на сите алткоини со исклучок на стейблкоините Ethereum и Bitcoin. И уште една интересна работа која што можеме да покажеме е вака Total 3 наспроти се останато. Значи можеме да видиме дека се уште не сме го направиле дното, ова е чартот со кој што Бенџамин Коен се гордее, затоа и ќе го пегламе во сабота. Тоа не го менува фактот дека порано или подоцна дното ќе се случи. Ние досега ниту еден бул маркет не се случило да немаме алткоин сезона, јас не гледам причина зашто овој би бил првиот. Посебно кога имаме огромна количина на капитал која што китовите ја поседуваат како профит поради влезот на институциите во овој пазар. Зошто истите не би направиле роловер на овој капитал во алткоини и да предизвикаат раст на овој индекс нагоре, кога знаат дека досега во два наврати истиот функционирал и направиле огромен профит поради овој роловер. Така да останува да видиме, но јас и понатаму тврдам дека алткоин сезона е огромна веројатност да има и ние сме спремни за истата, па дури и да ја нема, сме спремни да почекаме до следниот бул маркет, но не верувам дека такво нешто ќе се случи. 20 за алткоин сезона, што значи дека најголем дел од средствата влегуваат во биткоин и имаме екстремно препродадени цени на алткоините. Значи ова е екстремно ниска вредност на капиталот кој што влегува во алткоините и екстремно подценети цени на алткоините. Значи пак ќе кажам, ова е можеби едно од најдобрите
времење за акумулирање, без разлика дали вие ќе го направите или не. Аз ви кажувам што ние правиме на пазарот, значи ова не е финансиски совет, само ви кажувам дека ние понатаму акумулираме баш поради тоа што гледаме дека сите индекси ни покажаат дека моментално цените на алткоините се најдобри за купување и сега и во претходниот период, значи акумулацијата кај нас и понатаму продолжува, се додека овие индекси нормално не се свртат во обратна насока и добиеме алткоин сезона. 76 тоа ни покажува во однос на CBVI индексот, кој што е групен од овие 10 индекси, дека се уште се наоѓаме рано во овој циклус и дека се уште погледнете сами сме далеку од потенцијален врв кој што најчесто бил реализиран кога овој индекс ќе дојде до негде блиску до апсолутна стотка. Ние во овој bull market сме далеку од таа апсолутна стотка и верувам дека скокот над 150.000 ќе го обезбеди скокот и на CBVI негде до тој степен за да можеме да кажеме да официјално се наоѓаме на крајот на овој bull market. Ова е rainbow чартот кој што најчесто гледаме дека во претходните врвови се наоѓа негде на портокаловата и црвената линија, па дури и над неа, каде што ние сега не сме стигнале дури ниту до жолтата. Иако гледаме дека историски се повеќе и повеќе истиот се намалува, тоа не го менува фактот дека ние сме далеку од дури и оваа жолта линија во која што би рекле дека нели според досегашните искуства би било најдобро време да направите ходал, така. Значи ние се наоѓаме во зелена каде што вели дека треба да акумулирате. Повторно, историски ова било едно од најдобрите времења за акумулација на биткоин пред конечните скокови, така. И нормално овдека MVRV score кој што ни покажува дали вредноста на биткоин е над цената или под цената, пред цената или под цената, каде што можеме да видиме дека во однос на претходните bull маркети повторно, иако имаме тренд на намалување, тоа не го менува фактот дека врво бил секогаш барем над 6. Кога станува збрзуваа вредност, а ние се наоѓаме на моментална вредност од 2,3. И MVRV score ни покажува дека сме доста рано во овој bull market и дека имаме доста простор за движење нагоре. И како и секогаш на самиот крај, ова се 4 портфолија кои што ги следиме во Arkham, кои што сами по себе ни покажуваат што прават најголемите играчи во крипто секторот. Како што знаете и сами, за крај секогаш ги проверуваме овие неколку портфолија на најголемите учесници во криптопазарот, меѓу кои прво е Libertify, кој што знаете и сами е во голема собственост на Трамп и неговата фамилија, каде што гледаме дека пред само некое време имало голем влез, погледнете и сами овдека, што значи дека и понатаму акумулира оваа компанија на самиот пазар. Кога станува збор за Pantera Capital, имавме голем одлив, тоа го покажавме, станува збор за продажба на дел од нивните токени. Тоа го разговаравме во последната техничка анализа, што значи дека немаме прилив. Дополнително овдека е Grayscale, кој што исто така, ако не се лажам, немаше прилив и не знам зошто, но едноставно Arkham не сака да функционира моментално. Има некаков технички проблем, претпоставувам, не ни го дава тој дел од чартот, но како и да е, ова е нешто што постојано го анализираме, така да наскоро ќе го видиме повторно во една од нашите анализи. И за крај само би напоменал да се потсетиме дека само 7% од вкупната популација во светот поседува криптовалути. Така да се наоѓаме на апсолутниот почеток најрано што може да биде во овој пазар. Се надам дека уживавте како и секогаш и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.